Има ли демократија во државата? Боже Сашо, нема. Во Македонија нема ни Д од демократија и земјава оди во тотално погрешен правец. Причина за тоа е што на челните позиции има луѓе кои наместо да мислат и работат за општото добро, мислат и работат само за себе и за своите блиски. Ова е коментарот на најголем дел од граѓаните со кои разговаравме, откако излегува неколку истражувања за јавното мислење со загрижувачки резултати. Многу слабо има демократија. Што е причината за тоа? Причината за тоа е системот на самата држава поставен како што треба да биде поставен, не е така. Демократија никаква. Тоа е тоа. Не би рекол дека има. Треба многу да се работи според вас? Треба да се работи многу. Се надеваме дека ќе биде подобро кога ќе дојдат изборите. Демократија слабо, мислам дека ништо не функционира во денешно време. Све е застанато. Што треба да се направи? Треба многу работи да мрднат од мртва точка? Треба можда треба нови луѓе за нови работи. Со стари луѓе не се работи ова. Демократијата е добро замислена, ама овдека многу слабо спроведена и убаво рекла, ние сме сега земја на функционери и на пензионери. Младите луѓе ја напуштаат државата, бидејќи не гледаат перспектива. Граѓаните велат дека не може да се зборува за право и правда, за демократија, кога најголем дел од луѓето се мислат како да го протуркаат месецот. Секој месец е се потешко, велат оние кои ги сретнавме во населбата Аеродром. Малку сме слаби на економски За плати за пензии генерално. и за плати за пензии. Тоа е тука, тоа е многу голем проблем со пензиите, да рече, со пензионерите. Проблем си ствара самата држава и не може понатаму. Скапо е, не е тешко. Парите стигаат, пензиите. Тешко. Се живее добро или тешко е? Па со таква пензија, колку можеш да живееш? Гледате, све е скапо. Анкетата на Евротинг покажа дека оваа година дури 56% рекле дека нема демократија во земјава, но ако погледнеме во претходните години, може да се забележи дека има многу негативен тренд во однос на перцепциите. Анкетата на Центарот за политички истражувања пак покажа дека речиси 50% од испитаниците немаат доверба во државните институции, а само 9% веруваат во работата на буџетарите.